Бесконечни процедурални јавувања, тропање по масите, довикувања од сите страни, чести паузи и хаотична атмосфера во која останува нејасно кој зборува и зашто зборува. Вака продолжи седмицата на Комисијата за европски прашања. ВМРО ДПМН тврди дека дневниот ред не е усвоен и расправата по Законот за работни односи не е почната. Председавачот Арта Билјали Зендели се обиде да почне со амандманска расправа. Дури не завршиме со процедуралното, не ми одговоривте. Кога ќе почнеме да завршам? Кога ќе почнеме разгледување на овој закон? Што направи? Велите дека вчера се утврдил дневниот ред. Дали некој од нас имаше право да предложи дополнен на дневен ред? Не ни дадовте можност. Очигледно, господине Мицевски, постојано сакате да не враќате назад. Не бе да ме и со враќам, јас сакам да неизбежниот скандал вчера, почнеме и со барањето да се изгласа. Дневниот ред е изгласан во сала Борис И кога ќе Трајковски. почнеме со точката? Во ваква атмосфера Билјали побара извинување од Дафина Стојановска, но доби објаснување само за процедуралното јавување. За време додека тука вршеше притисок одреден, шпионираше на мојот телефон и јавно раскажа кој мене ми се јавува. Тоа е човеково право. Затоа јас овде тука стојам, затоа што некој се поигрува со мојата приватност и моето право да седам од столче и да говорам, а не ми е овозможено затоа што треба постојано тука да трчам за да ја спречам заменик председателката, професорка по право, овде да го силува правото и демократијата и да ми читат членови кои што се однесуваат на пленарна седница. Тензичната атмосфера почна вчера кога Арбер Адеми, изнервиран што пратеници од ВМРО ДПМН и од Алијанса му го исклучија микрофонот за да не констатира усвојување на дневниот ред, фрлаше предмети и замавнуваше со раката. Опозицијата побара кривично да одговара. Повикуваме јавното обвинителство да реагира, а во исто време бараме да се симне имунитетот на пратеникот Арбер Адеми и да одговара за насилството во законодавниот дом. Адеми се извини, но предупреди дека некој сака да предизвика дестабилизација. Изразувам жалење за сите тие сцени кои вчера се случуја во Комисијата за европски прашања и за тие испровоцирани сцени од страна на опозиција. Несогласувањата ги предизвикува предлогот на владата за менување на Законот за работни односи, кој треба да овозможи 60 суди и 13 обвинители да останат на работа до 67 годишна возраст. Доколку не се донесе до 30 јуни, тие ќе се пензионираат. ВМРО ДПМН е стравува од селективност и смета дека е неуставно овој закон да ја уредува работата на судиите. За да го попречи, поднесе 388 амандмани. Законот е доставен со европско знаменце, што значи дека расправата во комисијата може да трае 2 дена, без оглед на бројот на пријавени или на поднесените амандмани.